Во Скопје има се поголем број нављубеници во велосипедот кои одлучуваат моторните превозни средства да ги заменат со ова еколошко и економично превозно средство. И покрај многобројните инфраструктурни пречки, најупорните велосипедисти решаваат секојдневните обврски да ги завршуваат на две тркала. Дарко Арсовски е еден од нив. Член е на неформалната група на Точак, а истиот го користи 365 дена во годината, без оглед на временските прилики. Вели дека му пречат дупките на патот, автобуските станици лоцирани на велосипедска патека и неслеаните равници, но според него, состојбата значително се подобрува на локациите каде што се завршени активностите од проектот Скопје Велоград. Има потешкоти за возење точак во Скопје. Не се толку страшни, ама сепак постојат. Например, би ги набројал пред се судирот со другите учесници во сообраќајот, каде што нема безбедни патеки, значи дали се коли, дали се пешаци, дали се автобуски станици на самите велосипедски патеки, каде што пешаците кои што качуваат на автобус се повторно во судир со велосипедистите, па дали се знаци на патот, дали се дупки, дали се раскопани патеки, несменет асфалт патеки, многу ги има. Дали неслеани рабници кога се приклучуваме на некоја велосипедска патека, дали се многу оштри пристапите. Да, пристапите. Посебно институциите кои треба не достигна паркинзи на одредени локации или пак на јавни простори како паркови, како плоштади, недоволно паркинзи каде што има па прилично многу ги има, да. Значи има многу што да се работи за да се подобри целата состојба со велосипедизмот, меѓутоа претпоставам дека тоа вас не ве демотивира затоа што денеска на ова закажано интервју дојдовте со велосипед. Се разбира. Секогаш возите велосипед? Да, 365 дена во годината. Значи не ве свршуваат ниту временските услови, ниту состојбата на патиштата. Па не, ама низ Скопје нема некои си драстични временски услови што би спречиле. Имавме 2-3 дена снег само и тој снег што беше не беше толку страшен. Као нема зашто не се вози преку цела година. Така, навистина еве убаво е да се забележи дека и во Скопје има такви ентузијасти кои што сакаат да возат велосипед и убаво е да го следат вашиот пример и останатите, би имале помалку метеж во сообраќајот и нели помало загадување на воздухот. Она што веќе подолго време се најавува, Скопје Велоград, еден проект кој што како што кажав, долго време се најавува, се работи на истиот, дали очекувате дека кога конечно ќе се реализира, ќе се подобрат работите? Па вака, Скопје Велоград, ако не се лажам, од 2014 година се работи, значи веќе 4 години се работи на него и во овие 4 години се реализирани моја груба проценка, некои си 25 до 30% од него, а требаше биде готов од 2017. Во овие 30% што се промени велосипедските патеки, тоа се некои си, да речеме 20 на километри, може кажам дека драстично се смени, барем користењето на нив. Тоа се делот кај Континентал, значи целото Александар Македонски булевар или Инденска, делот Партизанска, делот Јане Сандански. Значи барем на тој дел, на тие неколку делници, драстично многу се има сменето и самото користење на точакот и комуникацијата меѓу пешаците, точаците и колите. Кај што има безбедни патеки, многу повеќе се користи. И може да приметиме дека во овие 4 години се има драстично зголемено бројот на користење на точаци. Луѓето кои што порано биле демотивирани поради истите причини што ја кажав преска, кои што беа многу повеќе, сега го користат точакот и за идење на работа, и за приватни активности, кино, театар, што и да е. И покрај многобројните кампањи за подигнување на јавната свест, се уште има такви кои не само што не сакаат да возат велосипед, туку им пречат и велосипедистите, па често кон нив се однесуваат како кон нерамноправни учесници во сообраќајот. Со цел достигнување на повисоко ниво и толеранција во сообраќајот, велосипедистот Дарко упати апел до сите учесници во сообраќајот да покажат почит кон другиот. Пред се кажам на сите учесници на сообраќајот, независно дали се во точак, на точак, во кола, пешки, во јавен превоз, да го почитуваме другиот, независно на кое средство сме и другиот исто сака да стигне некаде кај што сакаме стигнеме, кај што ние сакаме стигнеме наша. Со почит, во добар сообраќај, во сообраќање, кога се обраќаме едни на други, самиот сообраќај е подобро и подобар и самите ние подобро стигаме дека што сакаме, поведри, порасположени, побрзо. А ако сакаат да го сменат своето превозно средство, сега е совршено време, иде пролет, може сега да се почне, ќе видат дека градот Скопје, иако има пречки за возење во него, не се толку големи бидејќи самата ведрина која што ни ја пружа точакот, не дозволува да ги забравиме тие работи и со мерак да стигнеме на другата локација. А во Скопје, барем на кратките локации се стига и побрзо, и побезбедно, и порасположено. Ставете крај на изговорите и ослободите се од предрасудите. Времето секогаш е погодно, а вие никогаш не сте престари за возење точак.